Ветувањата и зборовите ќе останат минато. Доаѓањето на тимот од Соединетите Американски држави да детектира корумптивни функционери е порака која јасно ни укажува дека ќе мора да покажеме дела и резултати во борбата против корупцијата, децидна е претседателката на Transparency International Слагена Тасева. До сега слушавме политички изјави дека ќе се води борба против корупцијата, се донесоа и закони, а се прифатија и бројни меѓународни стандарди, но од тоа ништо не се спроведе, вели Тасева. Навистина мораме сериозно да ги сватиме овие пораки и да преземеме конкретни активности во борба против корупцијата. Пред се тие кои што даваат и сега изјави и ветувања, нека покажат конкретна акција. Што е тоа што навистина ќе се направи? Ќе се спроведе ветинг, некој ќе ги преиспитува судските случаи, некој ќе направи увид во обвинителството зашто предметите чекаат со години и каде стојат постапките. Значи, тоа се конкретни чекори. Изборот за шеф на обвинителството за гонење организиран криминал требаше веднаш да се коригира, Исламабази да се повлече и преку целосно транспарентна постапка да се повтори изборот. Ако пак победеше тој, никој ќе немаше проблем, вели Тасева, ама вака уште на старт се нарушува интегритетот на институцијата. Иста слика и во судството. Одлуките првично не се правно засновани, а што да се каже за коруптивните однесувања и влијанија. Кога ќе има сомнеш во поставувањето на човекот, за кој што ние немаме никаква информација, а имаме информации дека не работел во таа област, значи веднаш се појавува сомнеш дека ќе се продолжи со политиката на недопирливост и неказнување. Во однос на судството исто така. Повторно сомнеш дека се ќе остане по старо, затоа што да се каже граѓаните да ги пријават случаите или секој корумпиран судија ќе биде казнет. Треба да знаеме како тоа некој ќе го утврди. Американската амбасадорка испрати остри тонови дека корупцијата е толку широко распространета во Македонија, што е една од главните причини зашто младите заминуваат од земјата. Frankly, corruption has led to what I think is a real disaster for this country in that so many of the young people don't want to stay. That so many young Macedonians of whichever community are looking for the first opportunity they can to pursue work or a life in another country. And that's a tremendous loss. Тимот за санкции од Вашингтон е веќе во Скопје и ќе ги лоцира коруптивните политичари во Македонија. Агелер му зададе тешка задача на македонското правосудство да покаже дека никој не е над законот, но не само од Америка, дека пари под рака е широко распространето во Македонија, предупреди германската амбасадорка и други представници на Европската унија.